Внимание ве молам. Следуваат минути посветени на најопасните случувања на балканската сцена. Напад од најексклузивни информации, бомбардирање од шпекулации, теми со различни конотации и смели и безвременски инспирации. Продолжуваме во континуитет со ист интензитет. Втора сезона Старс. Здраво, драги мои, добре дојдовте во новото издание на вашиот омилен естраден магазин Старс. Јас, Јанковска Ивана, заедно со мојот тим, секако за денес ви припремивме нешто на вистина и интересно, кое што одвај чекам да започне. Затоа нема да должам многу со најавата и ќе ги представам нашите денешни гости, односно нашите македонски музичари, Панчо ДНК и Бока Конга, или Бојан Стојановски, не знам дали ги знаете вака по правилни имиња, па заради тоа и така ве представи. Добре ни дојдовте, ви благодарам премногу што ја прифативте поканата. Како се чувствувате овде во нашето студио? Пред се да те поздравам, да ги поздравам вашите гледачи и драго ни е што сме дел, конечно се договоривме со нашите обврски. Мислам, јас за себе кажам, Бока ќе каже подоцна, ми е драго зашто за прв пат сме заедно во емисија. Ми е уште криво одма да кажам дека Мишел не можеше да биде со нас, ке беше дуо трио подобро, ама некогаш ете испаѓаат работите некако што ние сакаме. Од контрол. Од контрола. Нормално мора да го поздравиме и Мишел бидејќи стварно е настинат, во моментов има температура, му посекуваме побрз опоравок и се надеваме дека ќе имаме убаво шоу и дека вашите гледачи ќе уживаат. Мишел, сигурно ќе ни недостасуваш, но како и да е, те поздравуваме тука директно од студиото на Старс. Сите ни фалиш вечерва заедно тука да не расположиш малку со твоите музикални ноти, но сепак мислам дека ќе имаме една убава емисија, една убава енергија, затоа што Бока ни носи нешто тука, гледам та работа. Не ми кажавте, ви се допаѓа ли како ни е украсено Халоуин, јас го прославувам годинава. Ние на инглес под страв сме, не може да се мрднеме. Под страв сте, види? Чекај да видам ова како. Ти личи ова на мене? Исти сме. Дури во иста боја сме облечени. Сакаш да кажеш дека вие жените сте вештерки, сакаш да кажеш? Види, таму имам и вештер. Не, јас си личам со него, тоа сакам да кажем, и поготово фризурата. Панчо, секоја чест. Не знам дали сме вештерки ние жените, веројатно не сме, можеби наликуваме понекогаш така малку злобничко, ама веројатно сите во нас си носиме по некоја добрина, не знам. Ова не е од наше уста излезено, ние кажуваме дека вие сте жените сегаш добри. Благодариме премногу. Самиот кажам, морам да започнам првично со тебе. Јас те поканив уште на првите снимања од емисијата Старс, тогаш не беше можеби во можност да присуствуваш од оправдани причини, но затоа ми спочитува, еве денес си заедно овде со нас и си остана на зборот и ти благодарам за тоа. Кажи ми, еве, пример, остануваш ли секогаш на збор? Важен ли ти е зборот кога ќе го дадеш некому, дека треба да си го исполниш или сепак оставаш да лепти во воздух? Заради тој збор што ми е многу преважен и повеќе од важен, за мене договор не е битна работа, него образот и зборот. Зборот е за мене повеќе од све. Заради тој збор многу пати сум бил ја несреќен, сум бил ја неисполнет, сум бил ја преморен. Важно да знаеш да кажеш не да имаш его и да се однесуваш као звезда или не мора и да си у шоу бизнис, па има и многу луѓе што се да кажеме некултурни на некој начин, не тоа не е за добробитот твој, да бидеш подобар понатаму, да имаш подобра емисија, подобро шоу. Така да требаше у понеделник нели да се снима ова. Така. Јас стварно не бев физички способен и затоа те замолив еден ден подоцна, но веќе учам да кажам не и верувам дека луѓето мора да имаат разбирање, бидејќи знаеш на крајот од денот секој добива она што сака, а ти си исцеден комплетно и си незадоволен и несреќен на некој начин, не можеш плодовите од сработеното да ги уживаш и сите тие работи, но да се вратиме на прашањето, да не елаборирам многу, зборот за мене е све, лојалноста и зборот ми се на исто ниво. Сега, тука те слушнав када што кажа, толку подпишувањето договори можеби не ми е битно. Но во денешно време можам да кажам дека сме сведоци на тоа дека зборот и не толку, како да кажам, си ја задржува таа голема важност како што била претходно. Сега некако си изменети времењата. Може, пример, денес да се договориме едно и тоа утре веќе да не важи, како да не сум го кажала, како да не си го кажал, или да си
измени, изврти, Види. извитопери, сакав да кажам, не знам дали е мислам добар дека збор. Ние сме, поготово со Бока, верувам и ти овој шоу бизнис, и сме обкружени со секакви хиени, секакви ајкули. Ова е едно такво голем океан со ајкули кои многу луѓе газат преку лешеви, поготово ние кои мислат дека со таков начин може да дојдат до успех, а не со колегијалност. Мајка ми Бог да ја прости викаше: абе, доста више на тој збор веруваш, вика, еден ден така, вика, убаво ќе го изедеш. А ја и викам, гледај, верувам, иако сум обкружен, знам, имам дарба некој од Господ, имам некој сенс да осеќам со кои луѓе можеш да си го дадеш зборот и да го прифатиш нивниот, да го земеш наместо договор. Но, знаеш ја како велам, кармата е секогаш спора, ама стига кога тоаш. И за среќа до сега за овие години никој не ме извисил на збор, а тој што ќе ме извиси, мислам дека губи он. Исто како што сме се договарале со Бока за песната и се он ми дал збор, нели? За мене зборот е светост. Ако не бил Бока, ќе бил некој друг и на крајот од краиштата и он губи и ние губиме и сите губат, и онда ќе знам со каков човек си имам работа, а не дека ќе му се наљутам или ќе се скарам со него, него едноставно малце ќе бидам попредпазлив со него. Бока, како си ти, Бока Конга, дали си ти добар? Како се чувствуваш овде? Ние со Панчо се зборевме, малку те оставивме да одмараш, првично да слушнеш што имаме да кажеме, да собереш информација за да можеш да ми дадеш некој голем фидбек наеднаш. Одмах ќе одговорам на сите веќе прашања. Добро ве прате. Првично благодарам стварно што сме денеска тука. А од другата варијанта, дел, мислам дека, знаеш како викаат она, како да сум скинал некоја кожа и ја дел од него. Дел од одговорите сите се истини, буквално исто. Многу е битно тоа што го спомнувам, договор си е договор, али образ. Знаеш, у животот како успеваме, значи све е образ. Џабе ни е све, ако у животот немаш образ, не може ништо функционира. Ти има ли зизнато некој? Многу пати. Тоа се тие одговори, значи тие губат, не губиме ние. Мислам, единствено што може да изгубиме ние време, ама тоа време па гледај се, ние кроз времето учиме и све. Значи и да се запишеш и да учиш и да се школуваш и факултет, значи ти трошиш време за да учиш и секојдневието и животот ти е ука, значи тоа што ете пракса е, да. Ова не знам дали сега треба да го кажам или не треба да го кажам, ама јас се сеќавам на еден разговор со тебе што беше споделен, каде што мајстори дома ти прават куќи и усвари ти земаат огромна сума на пари, мајсторите никогаш не се појавуваат. Се појавија ли некогаш? Никогаш не се појавиле, небитно, значи идејата што сум изгубил животот, време и можда пари, ама парата, знаеш, никогаш не ми била како... Па тоа не треба да се прекјутува, тоа треба да се зборува за да знае и некој друг да не биде запетнат. Све си запетнат. носи свое трошење енергија. Ние не сме па и такви некои ликови што јас сакам да трошам енергијата или пример да имам настав вечер, сега јас да пренесам цела моја негативна енергија. Зашто сум, не знам, рикнал ради пари и време. Не, едноставно, тоа е таа ука. Ето тоа ме чинело, не знам, можда некој си приватен факултет, да речеме, тука, а истото и не знам и да сум учел факултет, ете сум потрошил 4 години, вака сум научил за недела дена, сум инвестирал, ми пропаднал, не знам, ме изиграле некако, барем за една недела сум научил добар факултет. Ама ти си вреден дечко и ако решиш дека тоа треба да го оставиш, со труд, работа, посветеност се постигнува, дока сите сме за тоа. Кај сите да биде тоа. Материјално се надокнадува секогаш. Така. Пак реков, но образот и човечлукот е на прво место. Јас колку и да работам, колку и да сум уморен, за жал слабо спијам, имам проблем со спиењето, ама ако ќе легнувам одморен. Иако имам брейнстормам за милиарда други работи, но... Сакаш да кажеш, мирно спиеш, поради тоа што не му имаш сгрешено на буквално никој. Види сега, ние не сме ангели, ние некогаш многу ненамерно грешиме и нанесуваме некому, не да кажам штета, него болка можда, но стварно, ако си чесен и ако се извиниш и ако го увидиш тоа или некој треба да ти го спомне. Јас можда некогаш сум го навредил не сакајќи Бог, ама не сум знаел дека сум го навредил. И тоа ако се пикне под перница, така останува и се прави негативна релација. А за пари што реков, не секој човек е таков. Не може, нели, исто како што викаш, ние жените сме вештици, ние не мажите се лоши. Гледаш како ме фати тоа зборче. Исто ко, знаеш, и националности, да не спомнуваме,
има добри и лоши луѓе, ја така ги делам. Точно. И многу различни карактери, а за пари колку ќе го сиромашат? 1000, 2, 5, 10.000 евра? Мислам, тоа се многу пари, за мене 500 денари се многу, ама ако се нервираш за тоа, онда ќе си отидеш во гроб, пошто знаеш како? И овакво, и цари говедар завршуваме 6 метра под земја или 3 метра, како вело. Така е. Не, апсолутно си е така. Добро, кажувам дека се пример првично реално сите би се изреволтирале од таа ситуација, на кого и да се деси. Нема да ни биде седно, сега мене нема да ми биде седно. Не е повредно некако од сами себе. Здравието е најбитно, бидејќи знаеш како велам, многу мои луѓе за жал оваа година блиски си заминаа од овој свет. Гледам колку време ги спомнуваа. Значи, завршува со тебе тука. Така. Крај. Може ќе им текна некој, добар беше, супер дечко беше, окей беше, ќе му текне, нема да му текне, некој ќе се насме, некој ќе се наплаче, некој анекдота ќе каже. Најбитно е ние да се чуваме и затоа сакам да го ставам тоа више не. Зашто јас сум побитен од сите други. Мислам, така. За јас имам и две деца, имам и многу пријатели, блиски и сестра кои многу ги сакам и сакам да бидам тука за нив. Ја работам, ние работиме една ѓаволска работа, сакам да кажем, иако е преубава, јас сакам да се родам пак исто тоа би го работел, ама ние сме и проколнати и благословени со оваа работа. Сите слави, сите родендени, сите убави работи, ние изиграваме кловнови, знаеш. Свадби, многу имам пропуштено или идам на 15 минути чест да направам. Едноставно, ние функционираме обратно од другите луѓе. Кога има нови години, кога има прослави, некои празници, све, ние работиме. Значи, тотално. И обратно спиеме. Вие сте тука да ги забавувате луѓето додека тие уживаат. Да. Пример, додека другите работат, па вие одмарате. Секоја работа си има своја тежина и секоја работа си има своја убавина. Како и да е? Апсолутно. Значи, се си има свое нешто добро, но затоа сите си ја работиме професијата која што нас најмногу ни одговара. Зашто се смееш? Кажи, ајде. Чисто енергија. Би го прашала Бока, кажи ми, дефиниција за остварување на желби. Која е според тебе дефиницијата за остварување на желби? Еве пример ти како мал. Сигурно не си сонувал да бидеш да свириш на конги. Сигурно си сонувал нешто друго, претпоставувам. Ја верувам во тоа, извини што те прекинав, верувам во тоа дека нешто што стварно искрено кога го посакаш, не може да не се оствари. Така е. Збориме, значи, буквално искрено да се веруваш во тоа. Исто и животот ме научи дека тоа не може да биде одма. Некогаш се случи. Замислам, ќе го посакам, ќе се оствари и тоа ми дала како некоја, не знам, волја во себе. Но со тек на време, нели, посакуваме, сите сум посакувал да се, јас сум изрод во цела фамилија, дека се бави некој со музика и све, дури како дете ми беше забрането, немој каква музика. Што ти беше забрането? Па да се занимавам со музика, мислам, моите сите се, не знам. Така беше моето, знаеш, како дај учи нешто, дури кога дојде ред да се запишувам и средно, нели, ја упорно, значи, вака се делеше улицата, нели, сега кај Џамбо, лево, десно, кам не, ја идам во музичко, моите ми кажат, не, кидеш во Јосип Брос Орце, не, идам во гимназија, кој учиш, кам не, десно, да се запишам во музичко. И буквално со дете, со плачење отидов во музичко. И тоа биле, баш она си посакувал, како да искрено, значи оваата работа што имам моментално денеска овдека, е моја првата работа каде што ми е поклон од моја баба, од дете. Значи на некои 6 години, 7 ми ја добив. Еве рачунај дека таа веќе колку 22-3 години постои таа работа. Тоа е нешто што посакуваш. Јас сум сакал да успеам. Пример со музика, ама можда сум успеал после 10 години од тоа што сум посакувал. Дете можда не сум разбирал доволно, ама сум целал и сум сакал да успеам. Така да тоа се тие желби, дека верувам во тие желби, дека ако нешто посака да се оствари. Дека не секоја желба мора да ни се оствари сега во моментот, него ќе се оствари тогаш кога ќе дојде време, затоа што можеби па некогаш и посакуваме нешто за кое што не сме спремни да го добиеме. Точно. Мислам дека има и некој логика на пример Господ те оставя во такво искушение да видиш дали можеш, дали не можеш. Али Господ ти дава толку што можеш да истрпиш во секој случај. Дали може сега да се расположиме малку, затоа што еве навлеговме многу во соништата. Да, емисија толку вака да сме мирни нешто и да, многу мирно, затоа дали може еве оваа работа што кажа дека од 7 години ја имаш, да искористиме, да покажеме тука пред гледачите. Еве Панчо можеби тука ќе ни се придружи со некоја македонска народна песна, да ги поздравиме сите гледачи на телевизија Алфа, сите што ќе не гледаат на нашиот YouTube канал.
Може. Панчо не е моментално тука, ама ќе се врати. Ја Ќе го се врати. барам текстовите, пошто генерално Андреј ги пее овие, ама вака кога ме местите ќе запееме и ние. Може. Може така. Така, ќе оставиме за подоцна. Сега би оделе со некоја народна песна. Која народна песна би сакал да ја отпееш? Види, ние знаеме многу народни песни, ама Извини, Панчо, ние ќе отпееме народна песна за народот. за народ. Ајде. Народот. Ајде бе, Ајде. Јован ќе испееме. Може. Ајде, може. Знаеш ли како настанала Јован? Ајде, кажи. Од народот. Од народот за Бука? народот. Добро, паметни, мудри мисли, мудри мисли. Мислам да ни фали малку енергија и малку Ајде. позитива, биде не сме учени, вака сме толку мирни ние. Многу тивка. Јовано, Јованке, крај Вардарот седиш, мори бело платно, белиш, бело платно, белиш душо, се нагоре гледа. Крај Вардарот седиш, мори бело платно, белиш, бело платно, белиш душо, срце мое Јовано. Ете како звучи Панчо со една народна песна, секоја чест сакав да ти се придружам, ама некако многу не знам како се кажува тоа високо, ниско, што и сака тргнав, ама не можам. Не можам. Пази во моментов е Болje толку години. да го слушаат само он лошо како пее, не заедно. Не, така, пееше Мене животна многу желба ми отпе. било, пази, да бидам пејач. Мислам, многу сум сакал да бидам пејач. Не знам зашто, ама така се осеќам. Ама пустата, немам гласа, не. Види вака, Не, кај жените викаат, не мора да знаеш да пееш, можеш добро да играш или па нели може и кај мажите тоа да биде. Не, искрено се пронајдов многу добро тој со Панчо и вака и со колеги дискутираме цело време, разговараме. Не дека не дошол момент све, но вака јавно, прв пат во студио запеав каде што имам во дел во песната на Панчо. Тоа е еден дел другари. Да. Да. Ајде. Може би немам пари, Но имам другари, да. Тоа беше момент на Лазе, вика, вика, влезете внатре, влезете во студио сите. Вика, ми фали тука еден дел, вика, каде што може сите да испеете тројцата. И пази, ја добив пак трема и си викам, некако звучи на студиски или не знам, ама тоа е прв момент каде што ете учествувам така. Другари, не знам да кажам, многу сакам да пеам, стварно. Ти уствари немаш трема да се појавиш и да направиш забава, ама имаш трема да го пуштиш гласот. Дека поседувам толку многу довера во сам себе, за да знам како тоа да го изведам, пример, сценски и да го изведам, ама знаеш, кога не си комплетен, не можеш да го направиш. Тука сакам да кажам еден збор два за Бока, каде што лани, се сеќавам убаво, снимав исто летна емисија и ја снимавме кај тебе на базен. Тука се собравме баш многу луѓе. Многу луѓе. И ти беше она толку да. Ама знаеш како беше нервозен? Викаше, не вака, не така, па што работиш, па ова е куќа, сепак ова не е нешто место само за журки. Јас тука сакам дечиња да трчаат. Тука веќе, кога сме кај дечињата. Да заврши кариерата на тоа. Завршиш со снимањето толку? Сега само дечиња ќе трчаат. Сакам да кажам, ете, желбите се остваруваат. И тоа го сакаше и ете го. Фала му на Господ, да, очекувам детенце, па со Господ напред би требало. Сега Панчо би го прашал, кој совет пример би го дал на Бока сега моментално? Советите се природно ќе му дојде и како што он мисли за него, како што он сигурно учел од неговите родители и ги зимал убавите работи, треба да ги земе убавите работи, тие лошите што него не му се допаѓале, треба да ги трга на страна и да не ги прави истите грешки кои него не му се допаѓале и така најубаво ќе ги воспитува децата. Пред се мора да ги воспита да се скромни и да знаат од кај доаѓаат и да почитуваат постари и нешто се веќе карактери кај деца, но со самото воспитување и растење мислам дека Ја би дал еден совет, буквално, дај Боже да си го осетиш на своја кожа. Тие моменти пред, знаеш како и пред ето очекување на дете и дај Боже нели све да биде во ред и после тоа. И јас си собирам совети иначе во меѓувреме. Мене ми е мило зашто
ние живееме еден таков брз живот, малце на друг вид кој кога станува збор, нели, кога си дел од јавност и настапи и настани каде што се појавуваш и друга комуникација со луѓе од тоа оние као викаме, знаеш, човек со две лица, зашто кога ќе излезеш на бина ти мора да се смееш и мора да си со енергија за да им дадеш на сите. Во приватен живот си дали контра или не знам, може да си намкар, може да и нерасположен све. Ама кога доаѓа момент дека или пример друга е си дечко и девојка функционираш или не знам, тоа може да трае и со години, со месеци или моментот кога веќе знаеш дека очекуваш нешто твое, ваше, ти се менува и другиот мајндсет. Проработува нешто. Проработува не само во мозок каде што тебе ти дава нека волење, значи проработува во тебе. Чист пример, не знам, се пази од нигде никаде, се нели правиш онака детска соба, што би рекол ја на мојата сопруга. Чекај рано нека биде све, па после знаеш пак ти е кеф, местиш едно креветче и седам пример цел ден вака и го гледам, еднакво си го правам филмот и замислуваш. Да има некои убави моменти, ти се менува начинот на живот. И на размислување. Да, и она што порано сме го работеле на сцена со една енергија, сега мислам дека има многу повеќе енергија, зашто знам веќе за кого стварам, знам за кого се борам. Језда и во минатото, ние може и бидејќи се познаваме ти во приватен живот, ти многу добро ме познаваш колку ти сум цела и сум стварал, све за него, за неа утре ден како би било. Сакам да го доживееш тој момент до прво. Ти благодарам, ова како си се изврти. Јас му реков на Панчо, тебе да ти даде совет, ова дојде ти мене ми даде совет. Ама како и да, кругот си се врти. Се врти во круг. Панчо, многу си емотивен. Имаш кажано барем така. Кажи ми еве пример, знае ли некогаш да изманипулира некој човек со таа емотивна страна, доколку ти ја покаже, да? Ставно во денешно време и тоа е голем дел од човечкиот живот кој те фаќаат многу на емоција, ако знаат дека си емотивен, тоа е дел од карактер, не можеш да се смениш. Јас многу посакувам да не бев толку емотивен, ама тоа е дел од мене и дали е лош или добро. Тука е проблемот кај што не знаеме да кажеме не. Јас го поседувам таа емоција. Тоа не е само со емоција врзано, тоа е и со таков човек си, ама емоцијата е малце поразлично, но сепак има исти работи. Некојаш и од емотивен што си па ќе кажеш не, од незгодно што ти ќе кажеш не. Да. Има луѓе те гледаат онака насмеани, као ти им прашуваме, вика не. Интересна работа е што имаш кажано дека водиш дневник. Тоа сакам да ти кажам секоја чест за тоа што јавно го признаваш нештото. Можеби многу луѓе го прават, но не секој може да се дрзне да признае такво нешто, затоа што пак како се маваат мажите, повеќе се маваат во гради, као демек јас сум маж, јас не плачам, мене се ми е као демек јак, розево фино, да. Кој маж кажи ми? Па да не ги именувам, а ги има многу. Не постои. Тоа не постои таков. Страф ли ти да ти го фати некој тој дневник? Ете тоа што е напишано. Знаеш како е? Тоа толку треба да си некултурен да отвараш, ти да оставиш сега тука телефон, никад не би ти го чепнал да го отвора. Да ми оставиш ташна или нешто. Ама тоа си ти, не секој човек е така. Види, што може да ми направи? Јас си ги пишувам работите таму кои не можам да ги кажам на друг. Си се празнам внатрешно, дали емотивно, дали кога сум бесен и едноставно и на сите тоа им го препорачувам нека водат дневник у телефон, тоа што не може да го кажат, ако ги изнервирал некој, нека си го кажат на негде, нека си го запишат, бидејќи се празнат самите себе и многу е лошо кога anger и бес кога чуваш во себе, тоа е еднакво носи болест. А за да не бидеме болни, за да не носиме без во себе, јас мислам дека треба да наздравиме со винце. Иако можеби денес не сте баш расположени за винце. Јас не смеам, сум на некој режим. Јас смеам. Ајде, на здравје. Ова ни се нашите пријатели, помагатели од Вардарска долина, Шато Ризов. Јас оваа прилика ќе искористам секако да ги поздравиме. Да го поздравам и нашиот генерален спонзор, Државна лотарија, кој што порачува на сите дека среќата е буквално секаде околу нас. Што тоа значи? Тоа значи дека треба да ги уплатите вашите 7 стрекни лото броеви, да изгребите по некој нивен инстант лост и секако да не заборавите да се регистрирате на нивната онлайн платформа www.megawin.mk. Секако Државна лотарија им спреми подароци на нашите гости.
повели, опа, тука има нешто, тука има нешто. Ајде, Има ќе видиме, внатре слава. гребки кои што ќе си ги изгребете дома, јас се надевам дека ќе бидат добитни и ќе предизвикате ете среќата, вие барем имате Добиваш сега. 20% да не биде 50. Јас за Мацека го изгребав милионот. За Мацека го изгребав пред мене. Јас собрав од тука 20%, од кај тебе? Ќе делиме, ајде. Ајде ке делиме. Сега следува најинтересниот дел од нашата емисија, а тоа се овие две прекрасни дами. Ќе започнеме првично со Ангела и нејзината жешка енигма. Да видиме што има Ангела припремено во жешката енигма. Здраво, драги мои, од оваа страна на студиото, јас Ангела и вашата жешка енигма. Долго време подготвуваме разни содржини, така и денеска, инспирирана од овие гости, спремив една навидум интересна игра, ќе видиме како ќе им се допадне. Тоа е брза стихологија. Значи имаме брза географија, сега имаме брза стихологија. Односно, јас имам подготвено листа на неколку зборчиња. Вие треба да ми отпеете стих или повеќе стихови од одредена песна која што го содржи тоа зборче. Еве, например, кога би почнала јас, се скаравме вчера со Бојан, нека си мисли, ке плачам. Книгите што му ги должам, поштенски ќе му ги вратам. Така? Така е. Читате ви? Така е, така е. Така е. Поземувате книги. Ете така, немам сега Панчо за тебе. Ако беше Мишел, ке му пеев, ниси више лепа као пре. Иако за мачко се однесува, ама... Лепа е, Лепа е, да. Дали може да започнам со зборчињата? Ајде, вака, Ја пак ништо пример. не разбрав. Ова брза стихологија, за мене брза ритмеологија може. Може да се Панчо, да он стихологија, Може, ама ќе има сигурно некое зборче кое што ќе те мотивира и да отпееш. Усвари јас треба да крирам нешто. Не треба да крираш, треба веќе постоечка песна. Добро. Например, Ангела. Ангела, Ангела, на тоа мислиш? Каде ли замина? Ете така. Ајде. Може. Ајде. Ружица. Сибила. Кој да пее, ја или он се? Двајцата. Една умом срцу. Ајде видиме Него е, кој ќе кај се него, досети кај него по... е го Ајде, однесено. Ружица. Ружица. Сибила, една умом срцу. Па испеј. Ружица си била, една умом срцу. Еве, Бука Конга и ни ја израпува и ни ја испеа Ружица си била. Бардовци. Бардовци. Тамбол сосе, Бардовци. Ке го видиш Тамбол со се Бардовци. Водка. Дупла. И джин може, тоа е сада игра. Од Дарио. Дупла водка и веќе. Ама Маце, ајде во ритам, Маце. Како? Кај да си еден ден ке сватиш, јас сум тој што чека да се вратиш. Респект, поздрав до Дарио и до Панки. Ете така. Тоа е Панчо Интересно ти? стварно би ме напрел можда Па пејач. не, Па да, може ти те кажа, направи. леле, Ти прв пат направи. пеам, втор пат пеам, ајде, Бојано, отвори се тука. Анекдота за Дарио сега, кога пеевме мора кратко, некоја девојка што го шминкала од Штип, баш у бекстејдж беше кај нас после концертот и вика, бе со Дарио нешто, вика, направивме и се смеат. Кажи му што направи Дарио, што? Па вика, треба и рекле на се, ајде кај си треба да го шминкаш Дарио. И овој, кој Дарио? Дарио Старио. И река. Ја викам, девојче, па онда дознае тој господин Тагов Манговски. Баш, Дарио, да. поздрав голем, многу го А замисли обожавам. кога би одел во Битола на шминка, не Старио, не знам кој надимак ќе му го смислат. Високио. Висок, Кусио. Не, Кусио не. Кусио ние само може, да, Кусио. ние може, Кусио. Него може Тополата. Одиме поднатаму, Вести пример. Вести. Вести. Весно треба да пеам вести. Добар ден, ова се вестите на Алфа телевизија. Да се содржи зборчето Вести. Пример во Дирлада. Ајде, си ја пуштал по журки, по едно, по друго, си ја тропал. Од Вести чекам за да дознам. Од вести чекам. Ете, поен за мене. Не знам, извини. Куче. Ко кучето мое, нигде нема друго. Може со- Поголемо кифла, а помало Ај некој друг тип на друго. куче. Можеш да лаеш со некој друг тип на куче, некој погрубо куче. Ајде, ќе ти пее. Мислам, ве молам, ова е емисија која иде пред 12, немој да лаеве, ова е перверзија, виш. А не се славам, ќе си заминам. Гола! Куче лај, гола. Пријатно, дечки, кај не ме фаликана. Ама гола, Кока-кола! Кола. Не ни се спонзори, не би ја тоа не би го пеел.
Одиме понатаму. Галиш. Како ме галиш. О, како ме галиш. Ей! Стомаче. Стомаче. Да ти дам стомаче. Музиче, натните зназукниче, со гола стомаче. Другар. 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 Добар ден. Добар ден. Другар. Може немам пари, но имам. Другари! Другари, требаше другари. Добро, маце може и множинската форма вие да ја кажете. Повеќе ја мислам на повеќе. Ке ми фали ден по Тоа е ден. тоа. Жумате, жумате. Жумата. Пола, пола. Аха, тоа не знам кој ја. Епа тоа е на романски, ама тоа е пола, 50. Добро го тоа. Жумате, ке ми отпеете А еднаш. пошто, зашто, колку е? Кој е тоа песна? Жумате, мешеј му на бате. Вау. Јас сум фасциниран. Во Постои клипот таква? ви беше Кисми, не ви беше во клипот? Ама Чаки? Да, Цаки ги Цаки. да, да. Епа Цаки му е негова, таа песна? влегува и вака прави. Хоп, подскоп. Нема врска, готово. Цаки ни е брат Ептен, ама не знаев дека има такво ремек дел. Готово, Дека е пола, добро. пола. Ајде срце. Ова мое срце знае се. Не може мили ден јас без тебе. Добро, сонце. Сонце гледам, сонце ме гре. За Пак три дупла светови. водка, добро. Македонија. Ти нуди Македонија ти нуди. животи се, Супер. љубови се. Со да завршиме со едно те сакам. И ние Те тебе, сакам и ние тебе. ја, те сакам ја. Ви благодарам многу, вака весело се одјавуваме од нашата емисија, а нашите гости ги даруваме со вредносен ваучер од 100 евра на Indigo Tattoo Studio. Повелете за едно Да се татуираме, ајде, чао, ти. татоважиче. Ете, така повели Бојани за тебе. Не може, ама не Драги може. гледачи, гледајте не и наредна среда. Откако убаво се насмеавме со Ангела и незината жешка енигма, секако продолжуваме со насмевки затоа што тука следува нашата Емче повели да видиме дали ќе запловат овие наши двајца момци во длабокото. Повели. Марека збори, цела чошија, Ајде, Панчо. Нека збори. Ме збуди, јас сакав неа да ја слушам, пошто не го Браво, Емче, браво. О, Панчо и Бока Конга, тука во Старс, денес стварно има забава тука, бе пријатели. Добро? Сакам да кажам, Ние имаме и актерка, покрај водителка имаме и актерка и пејачка. сакам да кажам нешто. Денка се едни од моите омилени музичар во Македонија. И ти, Бока. И тебе. И заедно со Лозано и Таско. И сега сите ве имам запознаено во живо. И една работа ми е јасна. Ако сакаш да биде добар музичар во Македонија, не смеш да бидеш висок. Како погоди? Стварно. Следува најзабавниот дел, дали сте подготвени. Најпрво да почакам добро дојде и на нашите гости и на нашите гледачи. Јас сум вашата М. И ова прилика да би ја искористила да се заблагодарам сите вас кои ме продужувате и ми постојано ми пракате љубов. Ве сакам Македонија и Ме сака М. Ме сака М, кажи. Фала многу, ве сакам Македонија и ви благодарам што позитивно ми прифативте. Со тоа ми давате елан да продолжал да ве забавувам уште повеќе. Браво, Емче. Емче, браво, секоја чест. И сега е време за мојата рубрика во длабокото се М. Дали сте спремни да пливате во длабокото? Ја не знам да пливам. Спремни си? Јас не знам да пливам. О, не знаеш? Не знам. Знаеш. Како не знаеш? Добро. Види одма виште.
Kako što kažав, jaz sam golem fan na Denka i ti Boka. I I on je fan. Ti si s nama. Fan si, Definitivno. no, ke vidi me, da li ti je da bidet moji fanovi posle postavuvite prašanja, da? Napravila nema igra. Nema ljutenja. Nema ljutenja, nema. Nema. Da? Јас сум веќе твој фан одамна. Да? Кога испеаш што сака нека биде, јас сум веќе твој фан. Фала И еве много. јавно кажувам дека кога ќе имаме следен настап, ќе дојдеш со нас на Бина и заедно ќе ја пееме. Опа! Браво, Емче, браво! Slušaš Makedonija, slušaš! Ја кажав мојот збор е збор. Hvala mnogo, hvala mnogo. Ke započnem od Pančo. Pančo, što bi bil prvo? TikTok zvezda, izvini, ili opasen Turbo Folker? Бока, дај малку поддршка, Бока. Хеј, Уште еднаш. опасен турбо фолк. Да! И чекај, моментот сега ми текна на мисла. Па нека збори Cela čašija. Нека збори цела чашија, срцево мое, по тебе умирам. Браво. Dobro, втор prašanja. Što bi poprvo da se otkašeš od psovki cel život ili da se... Од пцовки. Da. Cel život ili da se otkašeš od živo 10 godini. Од живот 10 години. Од пиво 10 години. Od pivo, izvini, od pivo. Јас сте под живот Od 10 pivo, години. izvini, od pivo. Pivo, ne živo, pivo. Од пиво би се откажал одма. Ајде, Бока, дај. Леле. Чекај, може. Ajde. Boka. Опа! Spremni si? Спремно. Što bi poprvo nekoj da ti gi pročita? Site poraki ili da ti gi vidi? Site sliki na telefonot. Исто ми е. Избриша се. Да, исто ми е. Немам слики, немам пораки. Okay. Втор. Što bi poprvo da bideš povisok ili da naučiš poveke jezici? Да научам повеќе јазици, дефинитивно. Ајде, браво. Hvala mnogo. Само толку? Толку. Сакам уште една. Ајде, уште по едно. Što bi poprvo da bideš bez kosa ili da bideš baš debel? Па ја више немам коса. Немаш кос? Така да, првото. Ова беше за Бока, бе. Имаме уште прашање или толку? Ако сакаш. Сакаме, па ни ова е најинтересно. Нема проблем. Što bi poprvo da se otkačeš od tuširanje ili da se otkačeš od vodenje ljubov? Превод, дали да смрдиш или да оваквиш? Мислев оваквиш? Да. Бока нека ти каже. Ова за Бока беше. Па сега не можам цело време ја... Да си смрда. Да си смрда, ама? Рада ми да си смрда. Ке ме навикне. Ке се навикне, па да, тој што е за тебе реално. И околу. Кај нас видим, ако те сака, ќе те сака. Секако. Ова беше зезнато. То преш си смрдам. У слободно време. Dobro, dosta za deneska. Благодариме. Vi благодарам много и може да
Продолжиме. Да, продолжиме. Ај, благодариме, Емче, ти благодариме. Малк, ако одем. Еве вака една права звезда. Јас мислам дека треба да си имаш и талент за ова. Ова не го може секој. Ова е искрено го кажувам. Апсолутно. Дефинитивно. 10 години работам оваа работа, јас никогаш не можам да се опуштам како неа. Пример, да бидам, тоа треба да си роден така, да можеш да ги правиш тие работи. Ја мислам дека и да не свати Емче погрешно, него црните луѓе, односно црната раса се многу поталентирани. Да. Го имаат тоа у нив и музиката, и спорт, и пеењето да не правам, и глумата. Они се И игра. Играњето, па затоа е тоа, они се комплетни како знаеш да не ме сватат луѓе погрешно. Не, ба убаво кажа како да. Како се ептен за мене, се они се стварно еден онаква раса која се мултиталентирана за све. Да. Емче, ти си мултиталентирана. А во Фала оваа многу, ситуација Панчо, Панчо фала ствари е многу. најнеталентиран, а јас сум средно талентиран. Ако трнеме по тенот. Јас и Ангела не се коментирам, ама затоа Ангела има да ви донесе едни подарочиња поради тоа што ги одговоривте сите прашања. Мики те поздрави уште минатиот пат. Мики од Аджико. Те поздрави уште пред 6 месеци, да. Еве јас сега дојде период, дојде време каде што ќе ги дадеме подароците. Знаеш што јас кога го прашав што да му дадеме на Панчо ми рече машинка за вручење. обликување на брада. Супер. И Не ти рече реков, за готов. коса. Благодариме. Не ми рече за коса. Не, Много не, да ги не. поздриш, тоа беа и наши соработници, не поддржаа за големиот концерт 20 години во Борис Трајковски арената кога го правевме. И се супер дечки и Апсолутно. не исклучуваме наредна година да бидеме пак соработници, бидејќи имавме некои преговори, ама за тоа потоа. Аджико Хом Центар сакам да кажам дека уште се со нас уште од самиот почеток, сакам тука да ги поздравам и веројатно веќе ви е на сите јасно дека буквално се што ви е потребно за дома и за вашата градина може да си најдете таму и кај Бока. Исто така. Така е, нели? Затоа што и ти работиш, буквално се си правиш заради тоа. Ние денес тука се собравме за нешто многу убаво. Ајде сега конечно дојде тоа, ти што го бараше цело време, да пееме, да се забавуваме, Па да нека збори цела чаршија. Шуо пее. Точно. Тоа е вашата нова песна за која што јас ве повикав денес тука, требаше и Мишел да ни биде заедно за да може да биде комплетно буквално се како кажуваат, цело е кога има се. Можеби денес не е тука заедно со нас, но вие ќе ја пренесете целата таа емоција што сакате да ја пренесете и на целата публика. Како дојде до таа спојка да се случи? Ти си виновник, 100%. Баш се работи за една песна што баш стана наша. Јас песната не ја знаев до моментот оваа песна и така испадна за нека каже Панчо. Па да, природен тек, види, нешто што го прифаќаат многу луѓето треба да е органски и можда и затоа ја верувам дека ова ќе биде на долги патики како што беше Ако утре ме нема, како Живот е брате. Тој е еден посебен стил на ДНК кој мислам дека го имплементира тука како први. Го направивме, бевме храбри да споиме инструменталисти од фолк музика кои се врвни музичари, вокал како што е Наум, Агушеви, Джамбо да не збориме, знаеме Така е. што кого станува збор. И едноставно кога ја направивме Ако утре ме нема, одлична реакција имаше, но многу е тешко да се повтори со таква номер. И пробувавме нешто друго, поиспадна Живот е брате и кога дојде Чаршија, името како Чаршија, имавме ние концерт во Тетово и Лазе Бело, вика имам една идеја, вика со Чарши, малце ми запеа, му викам, ја го имам цел текст у глава, оставиме, после 2 дена го напишав текстот, отидовме у студио и ја правиме музикава и ја викам, овде може да треба хармоника да ставиме, викам на Мишел, викам да му се јавиме. И он вика, да, зашто да не? И, знаеш, си иде Тарабука таму, иако Бука е познат по неговите конги, ама знае да тоа е исто, нели ударни инструменти, Така е. Тарабука може да исчука. Ја му викам, а Бока конга, викам тука, викам, дали мислиш дека би убаво залепил? Он вика, да, зашто не? Одма од студио му се јавив, ни ја ни бе, вика, гледај, јас сум у гужва, не треба ништо да ми објаснуваш, чим работите, знам дека ќе биде нешто минимум окей, и ми вика, готово, прифатено. Таква убава дружба беше, така беше опуштено,
Помина колку, едно 15 сати поминавме, ама... Какви анегдоти ете пример? Кажете ми нешто што се случуваше на снимањето на спотот. Сигурно кога Ништо веќе се многу мешаат добра различни енергија, карактери. Енергијата беше, знаеш, Вака на моменти на први, ја не се ни секавам како беше, ама знам дека имаше многу добра енергија. Од сам почеток не послужи многу, пази нокта беше ден пред снимањето, беше денот катастрофа, се Ладно, слушнам, којче, останува све. Почнува моментот на доаѓа уствари утрешниот ден, значи не послужи и среќа и Господ и све беше онака, енергија, време, расположение сите на ниво, добра екипа, значи од сниматели, од све. Значи кога нешто сака да биде, ќе биде. поклопуваат коцки, имавме, мора да го поздравиме и Огне Шапковски за кој го изработи видеото и цела негова екипа. Сите луѓе кои ни излегува во пресред за Стара Чаршија да не обезбедуваат на некој начин и да ни ги обезбедат тие локали кај што снимавме, и Насер мора да го поздравиме. Насер е една жива легенда, еден страшно добар човек и коректен пред се и многу добар боксер македонски кој донел многу медали, ја представува многу убаво Македонија и е познат таму и многу убаво ги хендлаше сите работи. И ние стварно се поминавме. Кога е боксер не може да не ги хендла убаво работите. Не е дека он се е насилие, него има почит, значи да имаш ти почит не треба да имаш здраво почит. Едно е почит, друго е здраво почит. Овде има почит бидејќи е баш легенда на старата Скопска чаршија и на самото Скопје. Дали може сега да ја слушнеме првично во живо како звучи чаршија, а после веднаш по ова ќе го пуштиме и спотот да може да го изгледаат. Па нека збори цела чаршија, пијано рани зори, по неа удувам. Па нека збори цела чаршија, срцево мој гори, по неа умира. По неа умира. Конувар дај донеси уште 2-3 тури. Она без да ме ме уби. Може би немам пари, но имам другари. Што помакура мислам, она повеќе ми пари.
Панчо, можам да кажам дека секоја чест за сите дуети што ги направивте оваа година. Значи, можам да кажам дека сте единствените музичари што испишуваат една поразлична историја кај нас на музичка историја, заради тоа што ова се нема случајно до сега. И јас барем не паметам да се има случајно, да се направат, да се направат толку дуети. А толку е убаво да се гледа една колаборација. Само вака се оди напред, како поинаку се оди напред. Види, спајаш енергија, Бог има своја публика. Така е. Ние имаме своја. Мишел има своја. И сите тие различни бранши, три, кога ќе ги споиш уедно, енергетски, види, спотот кога го гледаме, на тоа на сите им викам. Како ти е, и го гледаш спотот и ваков си. Не мора да се свија песната, ама експресијата, емоцијата е погодена и онда автоматски и песната. Мислам, песната е баш народски и онака има, како се вика, има баш линија да не пројде во фолк. Мишел свири страшно. Почине како шансона, па знаеш хармониката ја свири како труба, ама е хармоника и нели го има тој призвук хармоника. Така да стварно мислам дека треба многу дуети да се прават, а за жал не се прават бидејќи има многу егоа. Значи, кога си добар и кога енергиите се спајат и кога си перфектен музичар, тогаш, како што е Мишел и како што е Бока, нема тука што ние да објасним. Така. Сакам да кажам понатака во животот да продолжите со ова темпо како што сега го правите, затоа што еве како што и сам можеш да забележиш, ова води кон успех. Ако тука сме и имаме за што да зборуваме, значи се работи, значи некој во позадина нешто прави, нешто работи, има за што да се разговара. Ви посакувам да се движите кон само кон успех и кон ништо друго, само убавини во животот, да сме живи, здрави, да се гледаме за уште вакви убави проекти, убави работи, да бидеме насмеани, позитивни и да се течи целата емисија со песна. Оваа прилика би сакала само да искористам да ги поздравам нашите пријатели кои што се грижат за нашиот изглед. Тоа е студио Сарат или Сара Демири и секако нашиот Октај, заедно со Азелја МК кои што се грижат за нашиот стајлинг. А сега, како што започнавме, така би сакала и да ја завршиме оваа емисија, а тоа е со една песна. Може ли да испееме ако утре ме нема? И така не да дај Боже, не дај Боже. Не дај Боже. Не дај Боже. Да се гледаме за убави работи, ама така ми е убава таа песна и така ми е на срце таа песна. Еве, и Бока си се расположи на крај. Ајде. Ако утре ме нема, немој да ме жалите. Дигни глава нагоре, испи чаша за мене, ако утре ме нема, ако утре ме нема, немој да ме жалите. Викни ги другарите, стари песни свирете и нека свират трубите. Најпрво да почакам и на нашите, да би ја искористила, да се заблагодарам. Ова рубрика да би ја искористила, да се заблагодарам Да, твоите спонзори. Ова рубрика? Оваа прилика е. И двајцата сме. Негитко ќе го кажам сите што не треба да биде. Не ве слушам. Не. Ајде, Ке ја мислам она повеќе. Ке ми фали ден по Тоа е ден. тоа. Падна микрофонот цел. И на земја Тука е, е, не, ама тука, го тука. држам. Во рета?